Тамба. Крстевски натаму. Ево го Тамба. 1:0 за Шкендија. Фабрис Тамба, 52 минута. Попушти одбраната на Брера и Тамба па Трумчи. Уште еден добар центар шут на Трумчи. Велковски изфрла. Во неколку наврати квалитетни центар шутеви на Трумчи, тоа неговите суиграчи во нападот него користат, но затоа сега факт акција на Шкендија за 2:0. Нема проблеми за одбраната на Шкендија. Алхасан, Антовски натаму, Антовски и пенал за Брера. 79-та минута. Очи со Гаје, Велковски. 2:1, 81 минута. Велковски од пенал. Само до Дијако, ќе биде вратена оваа топка назад за голманот на екипата на Струга. Уште една интервенција на Дијако, веднаш до него е фал. Вардар останува во посета центар шут и да видиме сега, еве, ситуација 1:0. Цветковиќ, каква грешка сега на одбраната, обид да се спушти оваа топка за голманот Ангелети, меѓутоа 5-та минута Вардар го отвора резултатот, поведува со 1:0. Ќе видиме оваа ситуација уште еднаш. Не делуваше најдобро одбраната на Струга, мало недоразбирање. Шабани. Има ли можност? Увao Малески, еве позиција и уште една прекрасна шанса. Со помош на блокот успева да спречи Талески. 69-та минута. Малески во однол сега лесно минува екипата на Струга. Ова беше директен удар и неверојатно. Малески уште една што пропушта. Одбиена топка од Талески. 71 минута. Ниту во својата трета обид Малески. Вардар слави во Струга. Победа со 1:0 над домашниот состав, но слави и потврда на шампионската титула. Значајни 3 бода, иако му беше доволен и еден на Вардар, за конечно да ја освои шампионската титула и да создаде недостижна предност во односа на екипата на Шкендија. Рамадани. Удар е, шанса сега 1:0. Каков удар сега, какво недоразбирање таму. Се подислаши Љупче Джеков од Селмани и Арсими доаѓа во водство. Гледате, во својата втора шанса, 53-та минута е Делимеджац. Има ли прецизна топка за Мирчевски? Шанса за 1:1. Мирчевски или сепак Мишов е тоа? Его Мишов повторно. Да видиме само дали има офсайд. Да. Мишев
Дискутабилно. Добар центар шут, Софијановски, еве сега води екипата на Македонија Ѓорче Петров со голот на Кабаркас во 11-та минута, 0-1. Адем Гереро греши, Ор, еве можно сега за Башкими, добра акција и голема можност, 1:1, а Ворнио е тоа. 17-та минута, 1:1, а Ворнио. Еве можности за 2:1. Каква грешка таму во одбраната на Асани. Рибеиро има доста слобода во играта на овој надпревар. Еве можно сега за Башкими и да биде 3:1. Така е, 37 минута. Втор гол на Ворнио. Шерифи кон Али Адем. Каква борбеност и сигурност на Али Адем. Лазаревиќ, 5 фудбалери во црвени дресови. Еве голема шанса и убава акција. Софијановски, Николич, 3:2. 52 минута. 74 минута. Алими Јанков брани. Да видиме сега Лазаревиќ, убав центар шут. Асани изфрла, Гереро, добар центар шут, Кабаркас! 3:3, меѓутоа има офсайд. Ке прегледа, ке се прегледа сето ова, ке се... А не 2-3. Тоа е 3:3. Пелистер како гостин на 15 надпревари. 7 пати останал непоразен со 4 победи. Или 15 од 36 бода. Еве шанса сега за Тиквеш и погодок. Чиста позиција, убава акција, многу гледачи во 16-етникот на забавената снимка се гледа дека влече и тоа добро за дрес Александар Ристевски и токму поради тоа не успеа да исконтролира оваа топка Лавал, значи пеналка има. Пенал за сила, убаво, ладно, прецизно, 38 минута. Трча доста, се труди ново влезение од Керим, тука е и другиот резервист Петковски. Исто така стрелец на голови 2 против Шкупи. Еве сега Ивановски конечно и нема офсайд сега. Сега нема офсайд, има погодок за Мирко Ивановски. 73-та минута, контранапад преку Керим. Добар потек на Керим, мина покрај Вареловски, тука е сега и Тодоров. Оди напред Керим, центар шут, 2:2. Ивановски. Каков моментум, каква секвенца на поради шансите што ги пропушти, беше еден гол и поништен и еве сега шанса за 3:2 и офсайд сепак, но дали ја допрела оваа топка сега? Да видиме, да, србијанац центрираше, да, во офсайд е Ивановски. Енос има пострикни дефанзивни задачи капитенот на екипата на Шкупи. Мерџани, еве повратна убава ситуација, 1:0 Ангелов. Кратко за Ангелов. Еве сега убава комбинација. Има ли можност да Муарем шут по средината, одбиена топка и да видиме 2:0. Мануилов. На спротивната страна, таму е Поп Златанов. Нова ситуација за центар шут и ова е погодок на
Убава двојна комбинација, се отвора простор за Манойлов. Еве повратна, имали позиција за шут и натаму ја бара, ја наоѓа, одбиена топка за 40 да одработат до крај, без оглед што победата не им треба, што трите бода не им значат. Ево го Мехмет, ќе се обиде шут и тоа е нов погодок. Убав центар, шут на втората статива, еве ситуација и да видиме што вели се дујата 2-1. Еве сега нова шанса. И натаму, добро се движи Манойлов. Проигрување и Талаков за 7-0.